Јас тренирам, ова ми е трета година што тренирам одбојка и искрено очекувам и да продолжам, и затоа што сум сега девета, очекувам и да продолжам и кога ќе почнам средно. Одбојката мене ми е многу интересен спорт, сакам и повеќе да напредувам во одбојката и гледам напредок секоја година и многу ми е интересен спортот. Јас сум учествувала на повеќе надпревари и за училишни надпревари и за од кај што клубот од кај што тренирам. Со фудбалот се занимавам од мојата 7 годишна возраст и до ден денес тренирам. Омилен спорт ми е фудбалот затоа што едноставно научив како е со топката да се игра и многу нови работи во мојот живот стекнав со фудбал. Се надпреварувам и на клупско и на училишно ниво. Играм и за фудбалската репрезентација, добив 2 повика против репрезентацијата на Турција и против соодветна репрезентација на Словенија. И со тоа можам да се пофалам околу моите успеси. Училишниот клуб исто така многу добро функционира, на добро ниво. И тука сум со нашите соиграчи, да ги представам Никифор и Кирил Радевски, кои ми се соиграчи до ден денес и се надевам дека и оваа година можеме да освоиме исто прво место како што освоивме и претходната година. Веќе неколку години имаме професори по физичко од прво до девето оделение. Значи, во помала возраст учениците се покриени со часот по физичко образование со стручни лица. Секој професор, секој наставник има во рамките на неговата програма, има секција, во која што секција учениците избираат каде ќе одат на кој спорт. Конкретно јас се држам одбојкарската секција и уште од мали нозе децата можат во дадениот термин кој што ни е да присуствуваат на часовите по секција одбојка. Со тоа што после навлегувањето во техниките на спортот пројавуваат желба, бидејќи и во програмата за физичко образование застапени се сите спортови, по навлегувањето во тајните на спортот и заљубување во тој спорт, се пројавува желба за членување во клубови, тренирање и децата се усмеруваат што сакаат и кој спорт ќе го тренираат. Уште од часовите по физичко гледаме како децата ја сваќаат таа игра, тој спорт и ги усмеруваме дека би можеле да постигнат резултати во оној спорт кој што има талент и има афинитет и желба и љубов детето. Покрај одбојката имаме кошаркарска секција, имаме фудбалска секција, имаме ракометна секција, тоа што се однесува од екипните спортови, тоест од спортските игри, но имаме и секција за развивање на психомоторните способности кај учениците, кои што се почесто и почесто имаме ученици во денешното модерно време на живење со електронските уреди, кои што ги имаат децата, да имаме секција часови по развивање на психомоторните способности кај учениците, кои што има многу заинтересираност и многу деца ја посетуваат таа секција. Поделени ни се надпреварите на различни генерации. По малите од прво до пето оделение имаме забавен училишен спорт, кој што се надпреваруваат, меѓутоа таму нема достигнување на резултати, него самиот збор кажува децата се забавуваат на тие активности, додека имаме надпреварувачки категории 6 и 7 оделение и 8 и 9 оделение. Конкретно овие девојчиња што ги видовте се 8 и 9 оделение, они ги поминале сите фази на спортските секции и активности кај нас во училиштето и сега се веќе во фаза каде што после заминување во средно училиште ќе одредат дали ќе останат да се занимаваат професионално со одбојката, дали ќе се надпреваруваат, ќе одат во некој клуб, се одржа државното првенство во пливање. Имаме двајца државни прваци и двајца кои што се второ и трето место освоија. Тоа е голем успех за училиштето, големо достигнување за децата. Фудбалската екипа лани ни беше прва во општината, одбојкарската екипа беше трето место, но беа помалечки. Оваа година мислиме дека ќе играме финали и дека ќе дојде нивното време каде што треба они да постигнат повисок резултат.
пливање веќе тренирам 8 години. Мојата желба почна од кога се запишав и почнав додам за да научам да пливам, но како што почнав да додам повеќе на тренинзи, желбата ми се зголеми за пливањето. Имам околу 300 медали, пехари имам 23 и дипломи имам околу 30. Последниот успех ми е училишниот државен надпревар, каде што освоив прво место во дисциплината 50 метри слободен стил и второ место во дисциплината 50 метри делфин. Тренирам пливање од 3,5 години, тоа е веќе 11 години и еден од најдобрите спортови за здравјето е. Одам на надпревари, имам за сега над 100 медали и за сега немам пехари, али пробувам да го срушам оваа година државниот рекорд на Македонија. Последниот надпревар ми е училишниот надпревар, каде што земав прво место во дисциплината 50 метри градно и трето место во 50 метри грбно. Јас тренирам и кошарка и одбојка. Со одбојката почнав во училишниот клуб, со кошарката моите пријатели тренираа и ми стана забавно и тренирав со нив. Слични се, но нема контакт во одбојката, во кошарката има повеќе контакт и кошарката повеќе ми се допаѓа. Самиот спорт ги учи децата да знаат како и понатака и во животот, дека има и победи и порази. Многу голема придобивка има психолошко-социјалниот статут тука, бидејќи повеќе се почитуваат меѓу себе, ги почитуваат другите, знаат да преземат одговорност, знаат да бидат тимски играчи. Спортот има многу придобивки, поготово кај малите. Пораката да биде да одберат децата да се занимаваат со било кој спорт, секој спорт си носи своја придобивка.